За тоа колку младите се запознаени, колку ги почитуваат законските измени за носење на задолжително кацига кај велосипедистите и исто кај мотоциклистите, и зошто младите возат под дејство на алкохол или пак под дејство на наркотични средства. Во овој дневник разговарам со Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Добра вечер, господине Манчев. Еве за почеток воведете не во темата. Колку младите ги почитуваат законските измени за носење на задолжително кацига кај велосипедистите и мотоциклистите? Подобрувањето на временските услови значи изголемено учество на велосипедистите и мотоциклистите во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата напоменува дека минатава година 11 мотоциклисти и 9 велосипедисти го загубиле животот во сообраќајни незгоди. Токму затоа апелираме најпрво до возачите на моторни возила да ги почитуваат велосипедистите и мотоциклистите како рамноправни учесници во сообраќајот, меѓутоа исто така апелираме и до велосипедистите и мотоциклистите да бидат одговорни учесници во сообраќајот и да користат заштитна опрема. Законот ја препознава потребата од користење на заштитна опрема, т.е. кациги и рефлектирачки елеци кај велосипедистите, меѓутоа таа не е задолжителна, додека за сите останати велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл и така натаму задолжително е користење на кациката и затоа не почнувањето на оваа обврска предвидува законска санкција од 50 евра во денарска противвредност. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира и до велосипедистите и до мотоциклистите задолжително да користат опрема за пасивна безбедност затоа што пред се работи за нивниот живот, за себе заштита. Во тој контекст, колку Републичкиот совет вложува при превенција за да се намала и бројката на сообраќајни несреќи, ако во последно време сме сведоци дека во сообраќајките гинат млади од до 25 годишна возраст под дејство на алкохол, исто така под дејство на наркотични средства? Сообраќајните незгоди представуваат причина број 1 за смртност кај младите луѓе. Токму затоа младите се посебна таргет група на која што Републичкиот совет посветува посебно внимание. За таа цел Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата организира низа на едукативни трибини во повеќе градови во Република Македонија под мотото "Вози одговорно, животот е во твои раце". Исто така во наредниот период многу брзо сега ќе биде промовирана една брошура која што ќе се однесува токму на возачи почетници, а исто така ќе реализираме една кампања за подигање на свеста кај младите за одговорното учество во сообраќајот, за последиците од сообраќајните незгоди, и ова кампања ќе биде реализирана на тој начин што лица кои што директно настрадале во сообраќајни незгоди, кои што се здобиле со телесен инвалидитет, кои што изгубиле свои блиски во сообраќајни незгоди, ќе ги пренесат своите животни истории, ни што се морале да поминат во животот само поради момент на невнимание. Се надеваме дека преку оваа кампања ќе допреме до свеста на младите и ќе ја подобриме нивната безбедност во сообраќајот. Во тој контекст, колку младите се запознаени со сообраќајните правила? Сметаме дека младите доволно ги познаваат сообраќајните правила и прописи, меѓутоа во поголемиот број случаи станува збор за недостаток на одговорност, недостаток на дисциплина, недостаток на култура и етика во сообраќајот. Токму затоа апелираме и до автошколите во процесот на обука на идните возачи покрај оспособувањето за правилата и прописите во сообраќајот да посветат поголемо внимание на воспитната компонента и на културната и етничката димензија на новите, тоест идните возачи. Ви благодарам што бевте гостин во централното издание на Дневникот на Канал 5 телевизија. Со Ристо Манчев од Републичкиот совет за безбедност на сообраќај на патиштата разговаравме за тоа колку младите се запознаени, колку ги почитуваат сообраќајните правила. Студио